После неговиот говор околу 20 на минути на воведната сесија практично на отварањето на овогодинешното издание на Јадранската поелба, Мајк Пенс сакаше да каже дека Балканот, меѓутоа и цела Европа никогаш нема да бидат заборавени од Соединетите Американски држави. Вели дека во изминативе месеци и години се случиле некои настани кои што фрлаат еден сомнеж дека Русија сака да го прошири своето влијание токму во Источна Европа и во Балканот. Токму и оваа мини турнеја на Мајк Пенс што денеска заврши во Црна Гора кажа дека сите земји од Западниот Балкан, секако вклучувајќи и Македонија, наскоро ќе бидат дел од НАТО алијансата, меѓутоа за тоа да се случи треба не само да има поддршка од Америка, туку и самите земји да го се залагат што посилно да се случи тоа час побрзо. Инаку Пенс исто така кажа дека она што се случувало пред изборите овдека во Црна Гора, говорам за црногорските избори, и го знаеме апсењето на луѓе кои што планираа неколку атентати и напади на државни органи, Пенс директно ја обвини за тоа Русија, вели дека тоа биле руски агенти, а имале за цел да ја нарушат стабилноста на Црна Гора со тоа и да го спречат влегувањето на оваа држава во НАТО алијансата. Вели дека за среќа тоа не се случило пред се заради зрелите постапки на овдешните политичари. Знаеме пред некој месец Црна Гора е 29-та земја членка на НАТО. Иван, за вовед може да го чуеме и дел од обраќањето на Мајк Пенс. Воспоставена уште 2003, Јадранската повелба ја покажува нашата долгорочна визија дека Америка има цврста заложба до денес да имаме една Европа која што е единствена, мирна. И повелбата почна со Америка, Албанија, Македонија и Хрватска како земји основачи. Сега целиот регион од Западен Балкан е вклучен во оваа повелба. Сега имаме и Црна Гора, Босна и Херцеговина во повелбата како членови, а истовремено Србија и Црна Гора како Косово, како посматрачи, Словенија и Косово, и сакаме и тие да бидат членови во иднина. Нека не постои никаква дилема околу тоа каква е улогата на Јадранската повелба. Таа повелба помага целиот Западен Балкан да се интегрира во најголемата алијанса од воен карактер, тоа е НАТО. Зоран Заев имаше 15 минута средба со американскиот попредседател, кажал дека Македонија сака час поскоро да биде членка на НАТО, ја побарала помошта од Америка, меѓутоа исто така кажа дека е свесен за пречката која што е на патот. Ќе повторам, тоа секако е проблемот со името. Тој проблем му го предолчи на американскиот председател, а Мајк Пенс од своја страна кажал дека Америка ќе притиснала, условно кажано, односно ќе направила решавачки чекори кога за тоа ќе се створил моментум. Инаку многу беше важна улогата на Македонија денеска овдека во Подгорица, имајќи предвид што практично бевме земја председавач и коорганизатор на овогодинешното продолжение на Јадранската поелба. Имаше бројни политичари тука од балканските земји, меѓутоа и од Словенија. Исто така искористи Зоран Заев да премиерот да има и билатерални средби пред со црногорскиот колега, секако Мајк Пенс, меѓутоа и останатите лидери на кои што само кажа дека треба да соработуваат повеќе меѓу себе земјите за оние земји од Западен Балкан кои што се уште не се членки на НАТО алијансата да бидат набрзо со тоа да се затвори целиот безбедностен круг околу Балканот и конечно да се стабилизира и да тркне порешително и кон Европската унија. Иван, мислам дека вистинско време да го чуеме и Зоран Заев. Зборувавме за горливиот проблем кој што секако за нас е горлив, кој што Република Грција го има со нашето уставно име, и побаравме помош и поддршка, убедувајќи дека ние продолжуваме со градење на пријателство, со потврдување на мерките на кооперативност помеѓу Република Грција и Република Македонија, но на вистина очекуваме директна поддршка заради тоа што дефинитивно за Македонија нема алтернатива освен полноправно членство во НАТО, како што и полноправното членство во Европската унија. Овде на самитот и во сите разговори се договоривме да не се обидува некој да го зима редот на Македонија. Македонија е следната 30-та земја членка на НАТО. Колку и да ова изгледа сатирично, навистина нашето место е многу поодамна, заслужено, рамноправен партнер, член на НАТО алијансата. Јас ќе бидам навистина многу внимателен заради тоа што ја разбирам и Република Грција во севкупното нивно поставување во поглед на овој проблем.
и реално исклучително ќе се поставам и во иднина вака ќе се поставувам и јас и владата само позитивно, пријателски настроено со голем оптимизам. Сериозно е прашањето, има своја длабока суштина, но Соединетите Американски држави во минатото многу помогнале. Верувам дека ќе помогнат и во процесот кој што доаѓа пред нас. Конкретно беше кажано од потпредседателот Пенс дека во вистинскиот момент Соединетите Американски држави ќе помогнат за надминување на овој проблем. Знаете дека постојат многу повеќе алтернативи на нашите очекувања за добивањето конечно на таа покана од толку посакувана покана од НАТО алијансата, но јас оставам да течат процесите, да градиме билатерални дополнителни соработки кои што веќе отпочнаа, посебно преку посетата на нашиот министар за надворешни работи на Атина. Верувам дека ваквите посети ќе се интензивираат, почнувајќи од посетата на министерот за надворешни работи на Грција на 31 мај, мислам дека е дефинирана. Се надевам дека ќе има посети на премиерско ниво. Сето тоа треба да ја направи 2018 година, позитивна година за Република Македонија во поглед на членството во НАТО. Денеска во Црна Гора, освен што беше покрај тоа што беше изворедно топол ден, безбедноста, поготово во централното градско подрачје околу хотелот Хилтон, каде што се одвиваше самитот, беше на едно навистина високо ниво. Огромен број полицајци, неколку илјади полицајци се грижа за безбедноста и на американскиот председател, меѓутоа и на сите оние останати делегации од црногорската полиција кажаа дека ова било навистина предизвик и за нив да се обезбедува волку голем настан, имајќи во превид дека практично ова е највисокиот странски политичар кој што пристигнал во Подгорица во целата нивна историја. Практично на секоја раскрсница имаше огромен број на полицајци, еден широк периметар околу хотелот беше комплетно затворен за каков и да било сообраќај, а небото над Подгорица беше многу често прелетувано од полициски хеликоптери. Исто така да кажам дека имаше и од голем број припадници на американските безбедносни служби кои исто така патрулираа со своите црногорски колеги низ Подгорица.